64-69 врз 7. Неколку часовните консултации кај Велјановски не вродија со плод и во вториот обид партиите не успеа да се договорат кој ќе биде председател на комисијата за избори и именувања. Состанокот кој стартуваше напладне 2 часа подоцна беше прекинат, но и покрај најавите дека ќе продолжи во вечерните часови, сепак беше одложен за утре. Партиите не сакаа да говорат пред камерите, но велат дека остануваат на истите ставови од вчера. ВМРО-ДПМН бара председателот на комисијата да биде нивен член, бидејќи имаат најголем број пратеници, додека СДСМ вели дека првиот човек на комисијата треба да биде од редовите на парламентарното мнозинство. Досегашната пракса на работа во Собранието на Република Македонија во последните 25 години говори дека председател на комисијата за избори и именување секогаш е од најголемата пратеничка група во Собранието, без исклучок. Нема исклучок. Ние имаме сериозни аргументи дека председателот на оваа комисија треба да биде од парламентарното мнозинство, како што било и досега, и оставаме простор да ВМРО-ДПМН се вразуми конечно и да не инсистира на работи кои што само допринесуваат за одолговлекување на процесите во Република Македонија. Не станува збор за ништо друго. Поранешниот подпредседател на Собранието Рафи Салити во гостувањето во Клик Плюс истакна дека председателот на комисијата за избори и именувања во минатото бил дел од партијата со најмногу мандати, но сега тоа не е случај, бидејќи таа не е дел од парламентарното мнозинство. Nuk bëhet fjalë veç për këtë komision, por bëhet edhe për komisione tjera dhe pozita do duhej atëherë të merr komisione të cilat janë paraparme rregullore ti ketë opozita, gjë që nuk mban. Според најавите, третото продолжение од координативниот состанок на парламентарните партии со председателот во заменување Велјановски ќе стартува утре во 11 часот.